Председателот на Социјалдемократски сојуз на Македонија Венко Филипче денеска беше во посета на општина Чешиново Блешово, каде разговараше со оризопроизводителите за проблемите со кои се соочуваат. Тој посочи дека земјоделците имаат големи количини на откупен ориз од минатата година и дека се соочуваат со неизвестност околу откупните цени и субвенциите. Филипче се осврна на појавата на овчи сипаници во село Соколарци, поврзувајќи ја состојбата со ризиците од несоодветното складирање на земјоделските производи. Денеска сме во посета на овој регион во општината Чешиново Блешево. Ќе посетиме уште неколку места во општините Кочани, Лозово, Карвенци, практично да поразговараме со луѓето кои што во овие региони одгледуваат ориз, оризопроизводители кои што се соочуваат со огромни проблеми кои произлегуваат од тоталната незаинтересираност на власта да им помогне на луѓето. Прво, за останатите количини од минатата година, само половина од произведениот ориз е откупен од минатата година, 50% седи по амбарите, никој не е заинтересиран да го откупи, глувци има по амбарите, ризик да се прошират болести во овој регион. Дополнително на сите овие проблеми никаква насока, ниту најава за откупни цени или субвенции за оризот кој што се произведува оваа сезона. Најавите се дека откупната цена ќе биде многу ниска, додека во времето на нашите влади откупната цена беше над 40 денари, сега е по 20. Венко Филипче се осврна и на ситуацијата со овчите сипаници во село Соколарци. Дециден беше тој дека со полни амбари и глувци што шетаат не е зачудувачки да има болести. Да, апсолутно, со сите во целиот овој регион веќе предупредив дека ќе се појавуваат болести. Нема кога има полни амбари жито, полни амбари ориз, глувци шетаат, тоа е извор сериозен ризик, извор на болести. Тасова посочи дека во село Соколарци било уништено цело стадо овци поради појавата на овчи сипаници, а сточарите се соочуваат со сериозни финансиски тешкоти за надминувањето на последиците. Имаме информација дека вчера во село Соколарци е убиено цело стадо на овци, бидејќи е било заболено од овчи сипаници. Луѓето немаат финансии да ги лекуваат, затоа што самата болест оде со тешка клиничка слика и луѓето немаат финансии за целиот тај трошок да можат да го поднесат. Состојбата со оризопроизводството и појавата на болести кај добитокот, според Филипче, се дополнителен сигнал за неопходноста од посериозен пристап и помош за земјоделците.